колега Зандели. Јас скоро во цело се сложувам со вашето излагање и само ќе се надоврзам на вашиот говор, кога рековте дека кризата и сиромаштијата е длабоко навлезена во општеството и дека институциите треба да се соочат и изнајдат решение за ова економска па и политичка криза. Се согласувам во целост со тоа и ќе кажам дека институциите и власта нема капацитет да се соочат и да изнајдат решение за ова економска па и политичка криза. Оваа влада нема идеја за излез од кризата, ниту пак желба. И ќе почнем од тоа дека огромна е листата на капитални проекти кои власта навети дека ќе ги реализира во 2022 година, но еве ја вистината. Заклучно со 26 април владата реализирала 100 милиони евра, односно само 16%, наместо да имаме реализација од 30%, и почитувани реализирани 100 милиони евра за капитални проекти, а владата со исто толку пари од 100 милиони евра планира да се откаже од непродуктивни трошења. Нема од каде да се зголемат приходите во буџетот за да ги исплатиме долговите, затоа што младите се селат, продуктивноста опаѓа, а владата не ги реализира предвидените капитални инвестиции. Мора да ја истакнеме дека капиталните инвестиции го подобруваат квалитетот на животот на граѓаните, ги подобруваат условите за бизнис во приватниот сектор и истовремено го зајакнуваат капацитетот на економијата за создавање на дополнителна додадена вредност. Европската комисија во својот извештај октомври минатата година има кажано дека владата нема јасна стратегија за економски развој на државата. Комисијата нотира дека стратешката визија на владата за привлекување на странски инвестиции, за поддршка на иновациите и извозот е нејасна и дека не постојат стратегии во оваа област. Затоа треба да се запре расипничкото трошење на државните пари за автомобили, за кафиња, за цвеќиња, за прибори за јадење, расфрлање по тендери на блиски луѓе до власта, коруптивни сделки на оваа влада кои не оставаат простор за капитални инвестиции. Доволно е само да ја спомнам клиничката болница Штип, каде што беше стопиран кредитот, бидејќи ништо не беше направено, ама хонорарите се исплаќаат. Понудата за изградба на клиничка болница Скопје 500 милиони евра, а истата во Србија беше направена само за 1/3 од оваа сума, а во Ниш истата се изгради за 80 милиони евра. Фадил Зандели нема реплика.